Јас сум еден од првите што ја отворија темата за случувањата во СДСМ, во јавноста и јавно побарав оставка и од председателот Венко Филипче и од актуелното раководство веднаш после локалните избори во еден период кога лично според мене СДСМ не пружи и не покажа никаква опозицијска борба. И тогаш и сега имаме ние една сериозна опасност да влеземе или влегуваме во едно српско сценарио од аспект на тоа дека власта контролира се во државата, од еден центар на мок, овдека е центарот на мок директно премиерот, контролира се во државата, од локална самоуправа, извршна власт, јавни предпријатија, министерства, па и состојбите во опозицијата. Во меѓувреме гледаме дека нешто навидум во СДСМ се менува, меѓутоа не се тоа ни суштински промени, ни доволни промени за да се стекне довербата на граѓаните, односно мислењето на граѓаните, сакале да се согласиме или не, е дека оваа власт до сега покажува катастрофално лоши резултати. Меѓутоа, она што иде во прилог на власта, а не е во прилог на граѓаните, што не гледаат никаква алтернатива во опозицијата. И тоа е катастрофална грешка пред СДСМ како една голема државотворна партија и како најголема моментално опозицијска партија. Дали извинувам што ја прекинувам само малце за динамика. Дали сметате дека моменталното раководство на СДСМ едноставно народски кажано толку може да испорача или сте блиску до мислењето на Петр Шелегов, да речеме, што беше функционер висок во партијата и градоначалник на Скопје, кој што вели дека има практично договор во ваква кондиција да се држи СДСМ додека не истечат некои рокови правосудни, како што вели тој. Се извинувам, господин Коста, целиот прашање се враќа до вас. Слободно, тој е член на СДСМ и има предност за оваа. Начините на кои се одвиваа процесите во изминатиот период сериозно предизвикаа сомнежи дека одредени договори постојат. Добро. И да не постои такво нешто, ако постои такво мислење во јавноста, а такво мислење навистина сериозно беше наметнато, тогаш актуелното раководство треба да направи се за да расчисти со тие сомнежи, односно да ги разбие тие сомнежи. Меѓутоа, тоа не се гради, не се прави во еден процес, ке се напаѓаме со ВМРО-ДПМН, ВМРО-ДПМН ке со тоа меѓусебно ке си го билдаат рейтингот на ВМРО-ДПМН ќе го напаѓа Венко Филипче, па со тоа не може партиските членови ќе речат што ВМРО-ДПМН го напаѓа, мора да е добар да се плашат од него, па ние сега со некои ептен агресивни соопштенија ќе тргнеме на ВМРО-ДПМН и ќе создадеме привид дека има опозицијска борба, меѓутоа суштински резултати од таа опозицијска борба нема. Обврска на актуелниот председател е да покаже лидерство, односно да спроведе еден процес, да си председател и да си лидер, не е исто. Он мора во моментов да покаже лидерство и да спроведе еден процес, односно да отвори еден процес на внатрепартиско обединување и внатрепартиско консолидирање околу платформа, идеја, концепти за опозицијско делување и да стори се да ја врати довербата, ако е нарушена, а очигледно е нарушена, во органите на СДСМ, во опозицијското делување и во него како председател. Дали тоа ќе значи внатрепартиски избори на кој ќе се гласа за негова доверба? Дали тоа ќе значи проширување на извршниот одбор и внесување на искусни партиски активисти, бидејќи СДСМ има сериозен кадровски потенцијал кој може да придонесат во активностите на СДСМ. Дали ќе значи тоа формирање на дополнителни тела кои ќе придонесат на работа на политичката платформа на СДСМ? Одговорот или начинот треба да го најде председателот и актуелното раководство. Одлуките мора да се носат со широк консензус и во органите на партијата. Да, одговор со еден збор. Исто прашање што ви го поставив, под А одговорот е толку се може, а под Б одговорот е има политички таен договор со ВМРО-ДПМН кој ќе заокружи таа или Б. Исто прашање. Под Б.
Под Б. Да, имам сите впечатоци, мојот личен печаток е дека Значи, на постои линијата одреден на политички таен договор со Шилегов. ВМРО. Добро. Не, Да. сега да не бидам разбран погрешно, јас немам никаква комуникација со Петри Шилегов. Не, јасно. И внатре партиски, па дури ретко кога сум се согласувал Добро, со Петри меѓутоа Шилегов. се сомневате дека практично има договор. А, Се извинувам што ја подпрашувам, сакам скроз да се доискажете за некој да не ве свати погрешно. не, јас секогаш говорам многу конкретно и директно. Благодарам. Да, моите сомневања се дека постои одреден договор и сите постапки и на извршната власт и на опозицијата водат кон тоа. Добро, ако е така, како што вели господинот Цацевски, тоа исто така поразително и за ВМРО ДПМН, пошто практично ќе испадне дека владеачката партија манипулира со граѓаните кога им вели дека им треба силна опозиција, бидејќи тие ќе бидат контрол на власта, ќе можат да даваат уште идеи, едноставно да ја буткаат од оздола власта за побрзо да оди државата напред. Нешто што го прават и новинарите практично. Дали вие го делите мислењето на господинот Цацевски дека има таен политички договор? Не. Зошто? Мојот одговор не е ни под А, ни под Б, Добро. ама тоа валјда важеше за него. И ја не сум партиски човек, сосема поинакво мислење, ќе се трудам да го искажам, дека ти не ме прекинеш. Не ве прекинувам. Истражував пред емисијава, Кочув кој ќе ми е соговорник за прв пат, истражував пред емисијата дали некој во минатиот период позади нас направил анализа за она што се случува во СДСМ и ја обзнанил. Не најдов. Кратки анализи на неколку медиуми, вклучително и вашиот медиум, солидна анализа, ама анализа стручна не најдов. Јас, мојата маленкост, има напишана анализа од 23-4 страници, во 4 наставци објавено во еден медиум електронски и се го кажав своето мислење за случувањето во СДСМ. Почнав 5 месеци после парламентарни избори, завршив пред некој ден. Еве вака. Значи реков, СДСМ, распадот на СДСМ идеолошки, организационен и така натаму, и морален. На генерално, ќе кажам и персонално, на СДСМ како поранешна релевантна партија му фалат 4 нивоа кои му испарија. На највисокото ниво му фали идеологија. Да, социјалдемократија, ама таа ви испари, колега. Значи, социјалдемократијата ви се измести, и еве пример ќе ви дадам. Ја немате социјалата, ја немате социјалната сигурност, ја немате солидарноста, што се двете основни компоненти на социјалдемократијата, тука завршувам. Второто ниво, немате доктрина. Вие како политичка партија, истражував, немате доктрина. Третото ниво, наназад 7 до 8 години го изгубивте идентитетот. Значи, 3 основни работи и четвртата што е можеби па и најбитна, ама не велам дека е најбитна. Социјално сте невтемелени во ниту еден релевантен слој од општествената стратификација. Иако тоа во Македонија не е карактеристика, па не може ни ВМРО многу да се пофали, иако работничкиот слој повеќе тендира и селскиот слој, а у последно време и градската интелигенција кон ВМРО да помене. Минус овие 4 нивоа на политички субјект кој порано создаваше држава заедно со ВМРО да помене, кој се самиот нарекуваше државотворна политичка партија, вие не можете да бидете релевантен, внимавам што зборам. Значи, релевантен политички фактор на јавната сцена. Што ви се случи? Во вашето искажување дотакнахте 2 синдрома и 1 контраефект, што го имам кажано во експертиза, накратко ќе кажам. Значи, вие паднавте од еден синдром зошто да не. Еве на што се сведува. Се е можно, се е дозволено. Се поминува, фајрабон. Не. Се покажа не поминува. И ме сменивте она да не ви кажам се, ве казни народот. Ви се случи контраефект. Бумерен, класичен, враќање назад, му сечевте глава на ВМРО, политички го прогонувавте, му замрзнавте ова, све што кажавте вие, ви се врати бумеренгот, моментално ви стои овде како на партија, кажувам. Тоа е метафоричко ќе го изразам преку контраефектот бонсаи СДСМ. Знаете што? Само ќе ви спомнам една бројка. 18 пратеника.
Тоа е бонсај. Добро. Да завршам. Ајде. Значи, вие паднавте многу ниско на јавната политичка сцена поради несмислени одлуки, избрзани одлуки, задоволување на некои меѓународни субјекти и неводење сметка за националните и државните интереси на Република Македонија. Затоа народот едноставно ве поддржуваше кога ве поддржуваше, инаку не дојдовте со победа на власт декември 16 година, туку со вешта манипулација на Али Ахмети и на Дуј дојдовте на власт, и тоа е овој бумеранг што ви го кажав на крајот што ви се врати. Народот, едноставно кажано, ви ја откажа довербата, народот ви ја зеде легитимноста. Толку ви одговорам. Сега, да не разберат граѓаните, сега многу прашања се отворија. Еве, имате време погледа. Со говорникот како да сака сега да го одбрани договорот доколку постои помеѓу ВМРО и актуелно раководство на СДСМ. Ајде, ќе ви одговорам јасно во една реченица. Ако има таков договор, ја од вечерва ќе се замислам дали, бидејќи ја важам за човек кој ги брани ставовите и политиките на ВМРО ДПМН, ќе се подзамисла малку дали тоа ќе го правам во иднина. Еве да знаете. Значи, сериозно, најсериозно. Ама дајте ми го да го видам и дајте ми ги индикациите, а не оговаркањата. Ја не сум човек, јас сум 30 години на сцена аналитичар, колумнист и есеист. Значи, јас од оговаркања, од слухови, од гласови во моите анализи не работам. Ја ви зборував научно, ако овие назад 5 минути ви зборував како научно. Работите не се толку сложени. Многу се сложени. Мислам, ќе ви кажам, вие се наоѓате во многу незавидна ситуација. Немате лидерство, вие го кажавте, тоа се согласувам. Ќе додадам на тоа, демократскиот капацитет ви е многу тесен. Фактите се како партија зборам. Фактите се многу едноставни. По катастрофална власт немало. По која? Сегашнава. Овие 2 години. Па само сетете се 7-8 години што се случуваше со Македонија. Ако по големо разочарување граѓаните, по големи изневерени очекувања. Имате само пред дека уште 10 минути, бидете концизни. Ајде. По катастрофална власт од власта, по лоша власт од власта овие 2 години немало. Граѓаните се страшно разочарани, се соочуваат секој ден со огромни проблеми, економски проблеми, социјални проблеми, безбедносни проблеми, криминал, корупција на сите страни, и ние гледаме дека нема алтернатива. Со сериозно екипирање во СДСМ и во опозицијата, оваа власт многу лесно и многу брзо може да биде смената веќе на наредните избори. Само во СДСМ треба да дојдат сериозни луѓе, тим, а има доволно квалитетни луѓе, кои ќе представат идеи и решенија во интерес на граѓаните. А ете како има и идеи и решенија. И тоа за сите состојби со кои се соочуваме сега. Занимавајќи се ние со СДСМ, искочил Петре Шилегов, небитно. Ако ова раководство сака силен СДСМ и да и парира на власта, нема да пристапи адхок кон исклучување, па и да работи Петре Шилегов за ВМРО ДПМН, ќе ја спушти топката и ќе се занимава со ВМРО ДПМН, а не со Петре Шилегов. Ќе се занимава со Ацо Ристов, кој сега ќе ни биде председател на регулаторната комисија за енергетика, а кој е собственик на 3 мали хидроцентрали, па пред 1 месец го предава собствеништвото на друг или на друга, за да биде и се откажува од приход од 400.000 евра годишно, за да оди на плата од 100 или 200.000 денари во регулаторна комисија за енергетика, каде што директно се одлучува, меѓу другото, и за профитите што ги остваруваат тие мали хидроцентрали. Пред тоа, неговата сопруга беше извредна за член на судскиот совет, ама и тоа не беше партиски. 5 тона марихуана од Македонија влегоа во Србија. Ама не било тоа наш проблем, бидејќи влегле во Србија. One stop shop било. Морам, што правиме со 50 тона најдени овде? Сега ќе ви кажам. 50 тона во Македонија. Пред тоа, директорот на царина за 100 килограми марихуана се фалеше, правеше помпа. Не се фалеше. Имате цели изјави. За кратко време тој директор има многу успеси, фатени, шверцови. 5 тона марихуана ни поминуваат
со претовар на камион, со извадени пломби, кои некој морал од институциите да ги замени. Кој го откри тоа? Никој, Србите. Не, Никому точно. ништо. Македонската полиција го откри македонската тоа. полиција до последно премиерот вика При крај на емисија почнувате да ни менувате ставови. 40 тони марихуана. Фатени, нелегално произведени, ни една кривична пријава. Што прават 2 години Вие сте во тек, не ја зборувате вистината. Поднесени се. За кого? За 40 тони. Да, За кого? проверете, За видете. кого? Видете. Ни една. Видете. Ни една. Не можам Еве, ја и кажете, да објавувам. Ама Не, ако не, се не. поднесени, кажете. За 40 ова тони можеме... марихуана произведени. Велат, правилникот не бил добар, со правилник се дерегулирал законот, закон донесен во 2016 година, во време на ВМРО ДПМН, се дерегулирал законот со правилник, не бил добар, ама не прават ништо да го укинат тој правилник. Во меѓувреме, што се прави? Се извезува и цветот марихуана, иако законски не е дозволено. Ама цветот марихуана се извезува, да. Во меѓувреме... Панче Тошковски ова го кажа на македонската јавност. Во меѓувреме, личноста за која ВМРО ДПМН води афера тајни имоти и која јавува дека крие имот, е заменик директор сега на Малмет. Клучната институција што треба меѓу другото да го контролира тоа производство на марихуана. Место ние, ако треба да ги укинеме тие фирми, да се поведе иницијатива, да Па се не укине... слушнавте на 2 пати колку сертификати се одземани? Ма ништо, тоа сертификати нема Ништо? никаква контрола на производството. Место Мислам дека... помина секое чудо за 3 дена, никому ништо. Минимална плата, ние сме, цените на горивата идат во плафон. Во опозиција, јас, легитимно е, партија која била на власт, ја изгубила власта, во опозиција да ги смени ставовите, бидејќи учи на грешките поради кои ја изгубила власта. Ама партија која ветувала нешто во опозиција и која ќе дојде на власт да прави спротивно, тоа е нешто нонсенс. Вели премиерот актуелниот во опозиција да се намали акцизата за 50%. Сега вели акцизата не се чепка на горивата. Ако треба, ќе го намалиме ДДВ-то. Во опозиција која беа, синдикалната кошница им беше репер. Сега не било репер. Тогаш минималната плата требаше 1000 евра да биде, сега 600 евра. За прв пат генералниот синдикат на меѓународната конференција на синдикати, генералниот секретар ни кажува дека оценката за работничките права и синдикално организирање во Македонија највисоката е единица, по 97 индикатори ги оценуваат тие работнички права и можностите за синдикално организирање во 151 земја, 12 години наназад. Оценката е 1, највисока 5, најниска. Македонија имала 2, сега има 4. Ете, тоа е кај сме и ради овие состојби во СДСМ, сето тоа му е дозволено во ВМРО ДПМН да го прави. Што стана со градот Убав за 72 часа ќе биде чист. По 200 дена е во катастрофална состојба. Меѓутоа има уште еден многу посериозен проблем во градот на Убав. Случајот на Теферич кај што пропадна патот. Никој не е крив. Не знаеме од кого да побареме одговорност. Зашто никој не знае кој го правил. Научете. Општина Кисела вода, град Скопје, никој нема кој го правил. Сигурно нека општествено одговорна фирма од овие што го чистеа градот. Сега, кажете ми за кој проект во градот Скопје, јас ќе ви кажам кој ќе го добие. Пошто се збори јавно, се знае и за Луна паркот кој ќе биде, и кој ги миел улиците па го добил украсувањето. Меѓутоа, со тоа работење под радар, општествено одговорни фирми кај што никој не се знае кој правил без проект, без тендер, без договор, доведуваме во ситуација човечки животи да можат да бидат загрозени. Пропад на патот. И вакви случаи, парите од унгарскиот кредит Добро, потрошени. уште неколку минути имаме да му дајме на Косто време, ќе ни заврши емисијата. Ви благодарам. Ама се ова останува премолчано ради Ја можам да го разберам, за тоа се фактите се залага за подобрување. За тоа се фактите за тој договор, бидејќи состојбите во СДСМ му го овозможуваат ова на ВМРО. Драг мој соговорник, сепак повеќе гледате во тугиот двор, а не гледате во вашиот двор. Ја гледам за интересите Ако на Волтер граѓаните. го читате и Кандид го читате, тој вели прво да си погледнеме во нашиот двор, да си го исчистиме и суредиме нашиот двор, а потоа да обвинуваме. Толку за тоа.
Вака сега, значи. Морам да кажам, ова е позитивно, дека сте романтичар и идеалист кога велите брзо, или така ве сватив. Еве, ќе се огрдам, брзо ќе го средиме ово, она, ќе го смениме ВМРО ДПМН од власт. Многу сте далеку. Сега ќе ви кажам зошто. Па земете, научете го примерот од ВМРО ДПМН од 17 година до некаде декември 19 година, кога прв пат ја ги видов новите парадигми, новите матрици на ВМРО ДПМН, па првите сигнали 21 година и после натаму беше ураган. Знаеш како? Абе, учите некој пати од противникот. Не велам непријателот, за мене не сте непријатели. Абе, учите и од противникот. Ама чекај сега. Не, само да се пријавам за минута. Не, кажете. Уште 2 минути имаме вкупно. Уште 2 минути. Минута да Значи, завршуваме. вашето оправување кое го поддржувам, за 3 месеца тоа го правам, дури ми замерија, што е ова сотир се удварали на СДСМ, не е точно. Оваа власт која ја поддржувам сакам да има јака опозиција, да не забега кој што вашата власт забега и кој што при крајот на мандатот онаа претходната власт. А не забега? Не, па чекајте, па немаме 2 години. Сега да ви кажам нешто друго. Кога зборевте за кај вас менувањето ова она, малку ќе сум вицкас. Сталин менуваше со резолуции. Тито менуваше со писма што испраќаше. Филипче, на жалост, менува со преки суд. Наместо инклузивно да се ги затворите работите во вашиот Ајде, 30 секунди за готово. Ме прекорувуваат веќе. После толку време ме онеправда со време, иако требаше тој повеќе да зборува, не ми даваш да се докажам. За гледањето во собствениот двор. ВМРО ДПМН секој ден излегува со Сакаме да многу важна работа да обзнанам. Повелете, ајде. Ајде. Ајде, да мога 15 секунди. 4 викенда наназад сум во 4 различни региони од држава, поминав 14 општини и 25 села. Истражувам за еден проект. Ама под Б, истражувам што се случува со власта и со опозицијата. Добив една чудна слика, ми помина, не е тоа репрезентативно, но 350 луѓе анкетирав. Ја и мојот тим. Значи, опозицијата вика катастрофална состојба, не само за СДСМ, за Левица, за ДУИ. Познати причини. Не. Дали сте задоволни беше прашањата од она што се случува овие година и половина од новата власт. Со промените делумно, со динамиката не сме задоволни. Не сме задоволни. И викам сега, за кого би гласале? За оваа власт. Добро, ајде. Ова е феномен. Немаме веќе време, си извинувам. 15 секунди завршуваме емисијата. 2 реченици да кажам. Ама имавте време. Пази, лоша слика давате, неточна слика за народот. Се уште верува во оваа власт, нема направено голема афера, нема издадено национални државни интереси, како што вашата власт ги издаде на нас за 15 секунди ве молам. И немој да кажувате дека не би сакал да учам од рейтингот ви се зголемува. Да учам од ВМРО ДПМН, бидејќи секогаш за лични партиски интереси и лични интереси ги жртвуваат интересите на народот и државата. Ке чекате да дојдете на власт. Зошто ВМРО ДПМН не го врати името? Иако има полн легитимитет да го направи тоа, еве не влегле во НАТО и слажа од ви е тоа. Со 80 пратеника нека го вратат името како. Ви благодарам за учеството во вчерашната емисија. Ми скара неколку пати стариот добар Сотир Костов со замерки за тоа колку време давам покрај тоа што се трудам да. Извини. Не те карав. Само кажував дека едноставно ја реков ке има предност и ја и они се договоривме така он да има поголемо време за зборување, ама 2 пати ме прекинуваш. Сотир мора да го каже тоа. Ако во духот на традицијата, поштувани, ви благодарам и останете со програмата на Канал 5.